Женските приказни беа многу инспиративни. Дел од нив пренесовме во 2021, а ќе се обидеме да ги третираме и да ги пренесуваме и во 2022. Добре дојдовте и во оваа приказна која ќе ја посветиме на женските ликови кои ги обработивме како инспиративни во приказна. Оваа емисија ја започнуваме со премиера на интервјуто со Владанка Андреева. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш ја именуваше Владанка Андреева од Македонија за постојан координатор на Обединетите нации во Азербејџан. Андреева е дипломиран стоматолог, магистер по јавно здравје и еден од основоположниците на ХЕРА во нашава земја. Таа има 21 годишно искуство во меѓународен развој, хуманитарна координација, застапување и градење партнерства, што ги има стекнато во рамки на Обединетите нации и на повеќе задачи низ Европа и Азија. Женската солидарност е еден од факторите кои потпомагаат да се постигне родова еднаквост на работното место. Како менаџер и професионалец кој работи со тимови веќе 22 години, секогаш се обидувам да дадам совет, да дадам подршка и помош на сите членови од мојот тим, особено на младите жени. Тоа е едноставно начинот на кој јас професионално делувам. Меѓутоа, сметам дека секоја организација која навистина сака да постигне родова еднаквост на работното место, треба да има јасна визија и план за акција. Токму тоа го имаме во Обединетите нации. На ниво на различни агенции имаме регистар на сите професионални категории и точно знаеме колку мажи и жени имаме вработено. Планот за акција е дека ќе постигнеме еднаква застапеност на мажи и жени, особено во највисоките професионални категории до 2020 и тоа беше постигнато. А во 2021 година, оваа година, успеавме да постигнеме 48% застапеност на жени како шефови на мисии во земјите членки на Обединетите нации. Само за илустрација, во 2006 само 2% од менаџерските позиции на агенциите биле завземени од жени лидери. И одговорност да се има можност да се гради кариера во Обединетите нации. Од Скопје, преку Москва, Ханој, Банкок, Пном Пен и еве денес во Баку. Секоја нова земја представува огромна можност за откривање на нови култури, за создавање на нови пријателства. И во секоја од земјите во кои предстојувавме, навистина уживавме и научивме многу. Не е едноставно секој 4 до 5 години да се спакува едно семено битување во неколку куфери, да се каже збогу на пријателите со кои сме делеле се и да заминеме во нова непознаница и почнеме се од почеток. Но за среќа, мојот сопруг, јас и нашата ќерка секогаш сакаме нови предизвици. Ханој беше првото место во кое се преселивме како семејство во Југоисточна Азија и останува нашата прва семејна љубов. Виетнам навистина ни го отвори своето срце. Еден од најубавите моменти кои ги имам доживеано во последните 15 на години е кога Синтезис беа поканати и свиреа во Националната опера во Ханој. Виновник со ова прекрасно музичко доживување е нашиот македонски виетнамец Лефифи. По завршувањето на стоматолошкиот факултет јас пред себе гледав само еден професионален пат. Да продолжам да работам како доктор-стоматолог и да градам академска кариера. Додека студиравме и потоа бев активна во невладиниот сектор и сум еден од основоположниците на ХЕРА. Особено сум горда на оваа организација и на сето оно што моите колеги продолжуваат да го имплементираат во насока на промоција на сексуално репродуктивно здравје и човекови права. Во 1999 година со косовската криза одеднаш се отворија нови перспективи и нови професионални можности.
Во тоа време мислев дека на кратко го оставам белиот мантил и работата со пациенти, за да се бавам со хуманитарна работа и да ги помогнам напорите за справување со бегалската криза. Меѓутоа, по завршувањето на договорот со Фармацевти без граница, бев работена во Светската здравствена организација и еве до ден денес сум во семејството на Обединетите нации. Мислам дека последниве 15 години секој професионален чекор кој го имам направено е осмислен, во нагорна траекторија и сум особено горда денеска на оваа професионална позиција. Моите родители секогаш ми велеа мене и на сестри ми: ако работите вредно, успехот никогаш нема да изостане. И се во право. Мислам дека дел од мојот професионален успех е токму тоа: континуиран труд, вложување во себе си и професионална надоградба. Морам да признам, се до тоа е зачинето со многу љубов и подршка од мојот сопруг и моето семејство. Пристигнав во Азербејџан во јули. Нашиот нов дом Баку се наоѓа на бреговите на Каспиското море, еден вистина еклектичен микс на джез, футуристичка архитектура со примеси на венецијански и блискоисточни моменти. Луѓето се многу љубезни, многу се гостопримливи. Храната, културата, музиката е навистина блиска до нашата земја и се чувствувам скоро како дома. Мојата задача во Азербејџан за следниве 5 години е многу јасна. Водење и координирање на работата на сите агенции на Обединетите нации кои се присутни во Азербејџан со една заедничка мисија: да помогнеме на земјата да ги постигне одржливите развојни цели. Заедно со владата имаме подпишано рамка за соработка за следните 5 години и си имаме договорено за 4 приоритети на кои заеднички ќе работиме. Првиот приоритет е околу инклузивен економски раст, вториот приоритет е за зачувување на животната средина, третиот приоритет е за екнување на институциите и четвртиот приоритет е родова еднаквост. Обединетите нации се стратешки партнер на Азербејџан во последниве 29 години. До година ќе славиме голем јубилеј – 30 години од членството на Азербејџан во Обединетите нации и 30 години на партнерство. Во банкарството има многу жени. Откривме дека нашава земја е убав пример за родова застапеност во поглед на раководството во Централната банка. Вмрежувањето е добра стратегија за поддршка и успешност. Токму затоа настојувавме да укажеме на позитивните примери. Централната банка во нашава земја е добар пример за родова застапеност. Јас на вистина со големо задоволство можам да констатирам дека Централната банка, нашата Централна банка, е добар, позитивен пример за родовата застапеност. Вкупното учество на жените во вкупниот број на вработени е некаде близу до 60%, а она што е уште поважно е дека учеството е уште поголемо ако се земе во предвид учеството во раководните структури. Тамо бројката е близу до 70%. Оваа констатација е релевантна на сите нивоа на раководство, значи ние имаме оперативно, тактичко раководство и стратешко раководство. Во рамки на стратешкото раководство би потенцирала дека од тројца вице-гувернери, 2 се жени, секако на мое големо задоволство, но тука би потенцирала дека нивниот предлог од моја страна до собранието, нели вице-гувернерите ги предлага гувернерот, а ги бира собранието, не беше затоа што тие се жени, туку напротив затоа што тие имаат потребни адекватни квалификации да можат да одговорат на такви исклучително одговорни позиции, би рекла. Овие состојби кај нас се отсликуваат и преку податоците за
платите. Кај нас просечната плата во институцијата за жените е повисока 5% од платите кои што ги просечната плата на мажите. Овој податок кај нас е комплетно различен ако споредиме со купните состојби на ниво на економијата. Кај нас во целата економија постои родов јас во примањата, односно платите на мажите се околу 20% повисоки од платите на жените. Така да, од кој аспект да погледнеме, навистина ние сме позитивен пример, би рекла, во централно-банкарската заедница и во пошироки рамки. Според Обединетите нации, родовата еднаквост не е само основно човеково право, туку и неопходна основа за мирен, просперитетен и одржлив свет. Во текот на изминатата деценија постигнат е напредок на светско ниво во банкарската индустрија, но и покрај овие придобивки остануваат предизвиците кои директно влијаат врз потрагата по еднаквост. Видете, банкарството изобилува со жени, така што не би можеле да кажеме дека има нешто многу бариери за влез на жените во оваа дејност. Впрочем, повеќе од 80% од вработените во банкарскиот сектор се жени. И навистина тоа е една област во која што жените можат професионално да се развиваат, да се докажуваат, да напредуваат. Пред некое време ние правевме една анализа за учество на жените во органите на управување во банките и од 18 членки на Македонската банкарска асоциација, тука се банки, неколку штедилници и други финансиски друштва, од 18 членки во 11 членки имаме жени во управните одбори, а во 14, значи нешто поголема бројка, жени членки на надзорните одбори. Недостатокот на родова рамноправност во финансискиот сектор е структурен и постојан проблем, без разлика дали станува збор за јавниот или приватниот сектор. Потребни се прогресивни политики за да се поправи историската недоволна застапеност на жените и да се изедначат можностите во просторот за делување и бизнис реализација. Медиумите играат многу одговорна улога во поглед на влијанието со кое што ја обликуваат перцепцијата на јавноста. Токму и затоа многу е важно како жената е представена низ медиумите. Кои се предизвиците со кои се соочуваме и како тие влијаат во поглед на перцепцијата на јавноста од аспект на женското прашање, ви откриваме денес во блокот кој што следи во Приказна. Sigurisht që është shumë e rëndësishme barabarësia mes femrave dhe meshkujve, jo vetëm nëpër media, por në të gjitha institucionet e tjera. Megjithatë, jo, për pyetjen e dytë, nuk ka shumë rëndësi se kush i bën lajmet. Redaktori i mirë është redaktori i mirë, pa marrë parasysh a është femër apo mashkull. Duke qenë femër dhe duke qenë redaktore e lajmeve, jo vetëm kryeredaktore e TVM2, unë mendoj që femrat megjithatë dinë të sjellin një farë gentilese dhe feminiliteti ndryshe nga meshkujt, ne jemi më detajiste se meshkujt dhe shohim gjëra që ndoshta një redaktor mashkull nuk do t'i kishte parë. Përveç kësaj aspektit të punës, që është më shumë aspekt zbukurues i punës, mendoj që jo, redaktori i mirë nuk ka rëndësi a është femër apo mashkull, redaktori i mirë është redaktori i mirë, sidomos kur bëhet fjalë për lajme, por edhe çdo gjë tjetër. Por femrat janë më të bukura nga natyra në ekran dhe unë them që i bëjnë shumë mirë ekranit dhe publikut. Si gazetare, jo. Gazetari i mirë është gazetari i mirë dhe nuk mund të jetë i diskriminuar asnjëherë. Si redaktore femër, sigurisht që po. Unë për vete jam përballur me dyshime të tipit si erdhi kjo deri këtu, si arriti ta marrë këtë post, kush është ai mashkull i fortë që i qëndron në bazë. Dhe mu desh shumë vite punë në të njëjtin pozicion për t'u treguar njerëzve që unë jam e fortë vetë dhe nuk kam nevojë të më qëndron një njeri në bazë për të qenë e fortë dhe për ta kryer si duhet punën time. Besoj që edhe femrat e tjera, jo vetëm gazetare, por në çdo profesion i kanë pasur, sidomos kur janë në poste udhëheqëse, i kanë pasur këto vështirësitë veta për të treguar që ato janë profesionistë të mira dhe nuk kanë nevojë për një mashkull fort mbrapa për të qenë profesionistë të mira. Kush është profesionist i mirë, di t'ia dali dhe femrat si unë kanë treguar që dim t'ia dalim në jetë, dim t'ia dalim në profesion. Jo gjithmonë, dhe jo për çdo gjë, sepse në një profesion ku ekspertët janë meshkuj, atëherë ti nuk mund ta kërkosh femër. Mundohemi të gjejmë femra për të pasur këtë balancë dhe për të pasur pjesën e bukur në ekran të mendimit ekspertor, por jo gjithmonë për fat keq kujdesemi që ky balancë të jetë mes femrave dhe meshkujve, që duhet ndryshojë. Por për profesionet caktuara nuk gjen shumë ekspert të balancuar nga të dy gjinit, kështu që është pak e vështirë.
Жените низ историјата биле перципирани како послаб пол и страдале во општествата под доминација на мажи, најчесто без никакви права и слободи. Последиците за жал се видливи и денес во секојдневието. Медиумите пренесуваат информации во емисии и реклами во кои жената ја представуваат како домакинка, секс символ или политичарка или менаџерка, чија деколте или изглед секогаш е главна тема. Многу често во медиумите, кога се објаснува професионално ликот на жената, тоа се прави преку призмата на физичката допадливост. Па така често се среќаваме со тоа како била облечена, каква фризура имала или дали била нашминкана, не баре тоа е клучно за успешноста на професионален план. Типични примери се најсекси или најубава пратеничка. По породувањето актерката се уште не си ја повратила линијата. Шик изглед на професорката. Пејачката ја запали публиката со својот изглед. Познатата манекенка се покажа како домакинка. За жал, ова е погрешно и влијае на стереотипи наместо да креира простор за еднаква родова застапеност. Жените често преку медиумите се опишани со карактеристики како што се убава, среќна, добра, срдечна, сладка и слично, односно со црти кои уште повеќе го зајакнуваат стереотипот дека жените треба да бидат добри и позитивни. Овој начин на комуникација преку медиумите како родово несензитивен јазик треба да се избегнува. Жените треба да бидат прикажани и застапени со достоинство. Поединците во медиумското представување не треба да бидат изложени на подсмев или стигма, или пак да добијат било какво помало значење поради полот, сексуалната ориентација и физичките атрибути. Препораки: јазикот на медиумите треба да биде родово неутрален. Мажите и жените се личности, нивниот приватен изглед не треба да биде пресуден во поглед на нивното кариерно доживување. Секој поединец треба да се представува преку квалитетите, вештините и знаењето кое го поседува. Мажите и жените во општеството се еднакви. Родовото подвојување на професиите во медиумското портретирање треба да се надмине. Професиите зависат од стручност, а не од родот на личноста. Мажот не помага дома, тој е партнер во заедницата со еднакви права и обврски. Светот има потреба од наука, а науката има потреба од жени. Македонија може да биде горда затоа што ние сме глобален лидер кога е во прашање застапеноста на жените во STEM областите. Според извештајот на УНЕСКО, со години наназад земјите од Балканот предничат во поглед на застапеноста на жените во скоро сите полиња од STEM. Ние можеме да бидеме горди затоа што нашава земја е глобален лидер по бројот на жените во STEM областите. Морам да признам дека јас забележувам нешто слично, не само кај нас во државава, туку и глобално. Некако така се поклопува сите наши соработници, партнери што ги имаме повеќето се жени на лидерски позиции кога станува збор за дигитален маркетинг. Дури кај нас повеќето од учесниците на програмите се повеќе жени, така што би рекла веројатно е точна статистиката од истражувањата што ги направиле, мислам сигурно е точна. Истото го покажува и нашето искуство, значи повеќето соработници што ги имаме ние учесници се од женски пол. Нашата држава е една од ретките која може да се пофали со просек од 36% жени во IT секторот. Ова не става на исто рамниште со најразвиените IT земји во Европа. Во бизнисот, ако гледаме во IT секторот, знаете, има повеќе. IT секторот не може да се гледа глобално, него тој треба да има своји гранки, така да во некои гранки од IT секторот девојките се дури и 65% застапени. Да кажеме во дигиталниот маркетинг, тамо превладуваат жените. Исто така многу е интересно дека жените кои што работат во IT бизнисот, тие знаете се пошколувани, повеќе одат напред со школото и се пообразовани. Родовата еднаквост е многу важна. Токму и затоа посветивме огромно внимание на ова прашање во приказна. Жените биле и продолжуваат да бидат составен дел од уметноста. Тие и во време на пандемија наоѓаат начини како уметноста да остане достапна за публиката. Имавме тешка година зад нас, но за среќа таа одлика на жената е секогаш да биде позитивна и на различните ситуации. Се радувам што тимот на Националната галерија, значи повеќе од 60% се жени.
Оваа година аплициравме со една програма која што нели секако ќе биде и со физичко присуство и онлайн. Можам да кажам дека добивме многу голема поддршка од Министерството за култура преку програмата, кој што во годините наназад беше заборавена како институција која што треба да го има најголемиот приоритет, бидејќи, како што реков, нашата колекција бројува можеби повеќе од 2500 дела и се многу значајни за историјата на нашиот културен идентитет. Јас мислев дека жените, барем жените уметници, полесно би ме разбрале и поддржувале. Но не е така во овој случај. Имам конкретни примери од реакции од мои колешки кога веќе почнав, бидејќи со оваа тема почнав да работам пред неколку години. Ова беше последната изложба и имаше реакции. Јас со дечкото и колешка уметник, жена, значи коментира: "Ја гледаш ти она што црта последно време?" Као девојка ти дали да ја гледаш? Вика, па да, работи дома. Значи многу на самата изложба имаше коментари дали те пуштаат родителите да црташ ова или сопругот, тогаш сопруг. Да. И јас стварно не знаев што да одговорам, бидејќи јас сум возрастна жена, нели? Жените во уметноста се соочиле со бројни предизвици поради родовите пристрасности. Илина Арсова е ликовен уметник и страстен планинар, алпинист. Има работено на ликовни проекти ширум светот, а редовно изложува на групни и самостојни изложби, каде преку својата уметност ја представува инспирацијата од најнедостапните планински врвови. Во незиниот случај, бидејќи станува збор за спој на спорт и уметност, вели дека повеќе имала проблем како жена во спортот отколку во уметноста. Можам да кажам дека некои професии се повеќе машки доминирани. Например, повеќе сум имала проблем како спортист со тоа што сум жена, отколку како уметник, да речеме. Но еве, ќе цитирам една женска ликовна група Герилас, која што има напишано дека само 5% од уметниците застапени во Музејот за модерна уметност во Њујорк се жени, а дури 95% од делата во музејот се инспирирани од жени. Жените беа во првите борбени редови во поглед на справувањето со пандемијата. И на раководни позиции како жени лидери, но и во поглед на здравството, во поглед на научниот дел кога беше во прашање откривањето на вакцините и слично. Еве што во таа насока откривавме во приказна. Жените предприемачи имаат визија, инспирираат со свој начин на раководење. Маја и Душица се две девојки кои се обединуваат во своите визии и создаваат една убава приказна. Тие потекнуваат од исто место, од Охрид, а по извесно време ја обновуваат својата пријателска врска од детството, кронисувајќи ја со интересна и иновативна бизнис концепција. Идејата се роди сосем спонтано. За време на пандемијата, како и сите други впрочем, така и ние имавме вишок слободно време. Често пати со пријателите знаевме да седниме на оваа бела маса и да сготвиме нешто вкусно. Меѓутоа, секогаш внимававме таа да биде убаво декорирана, дали со свежо цвеќе од нашиот двор или пак со купено од пазарче. Најважно од се ни беше да го уживаме моментот во убава храна, добра музика и свеќи. Исто така, често пати знаевме да сликнеме некој од тие убави јадења и да ги објавиме на нашиот профил на Трекми, кој што веќе претходно беше отворен. Доста често знаевме да ги сликнеме тие приготвени, знаевме да ги сликнеме јадењата и маестрално Маја знаеше да ги постира на постоечкиот профил на Трекми со текст под самата слика денес на тавола бјанка. Тавола бјанка значи бела маса на превод од италијанскиот јазик. Впрочем, оваа маса има изградено незино дедо пред нешто повеќе од 50 години. После известно време одлучивме да отвориме нов профил. Увертирата во оваа приказна биле тури за пешачење, во кои на туристите им нудат можност да уживаат во недопрената природа на Галичица, погледот кон Охрид и Охридското езеро.
Во нивната понуда вклучуваат 3 тури од 9, 12 и 18 километри. Жените лидери креираат средина на растење и добра синергија. Секоја една препрека која што треба да ја прескокнат, само ги прави посилни, да не дозволат да се сопнат на ниедна пречка. Една наша позната спортска новинарка има една изрека: 7 пати падни, 8 стани. Значи, сакам да ја искористам во оваа прилика, тешко е, меѓутоа немој да дозволувате ништо да ве сопне. Значи, на тој пат, колку и да е трнлив, на крајот секогаш доаѓа успех. Посебно за оние кои што работат, посебно за оние кои што со честни, искрени намери влегле, кои што вложуваат во себе, сето тоа еден ден ќе се послати. Поголем дел од здравствената работна сила во светот се жени. Како доктори, медицински сестри и други здравствени работници, тие се во првите борбени редови. Податоците на СЗА од 104 анализирани земји откриваат дека поголем дел од работната сила во здравствениот сектор се жени, дури 70%. Жените во овој сектор заработуваат 11% помалку од мажите. Значителен дел од овие жени се волонтери, кои освен за професионалниот избор, се грижат и за своите семејства. Бројката на луѓе кои го ризикуваат својот живот, спасувајќи ги тугите животи, е голема. Од овие причини, во ова издание на Приказна, каде правиме приказ на надеж, наша инспирација е медицинската сестра Валентина Даркова. 33 години, поради храброста, пожртвуваноста и љубовта кон својот народ, успешно мотивира и ја враќа надежта за подобро утре со секој изминат ден, посебно сега, борејќи се со овој вирус. Бев една меѓу првите медицински сестри која, кога се појави болеста, бев доброволец на инфективната клиника во Битола, затоа што јас сепак сум сестра која работи на неурохирушкото оделение во Битола, ама по вокација сум сестра со високо образование која работела во повеќе оделенија, меѓу кои интензивна нега, и мислев дека осеќав потреба дека на нашиот народ сега треба помош и треба со едуцирани сестри да се справиме со пандемијата која не снајде. Самохран родител, но и керка на 78 годишна мајка, а токму тие, синот и мајката, се низината најголема поддршка сите овие месеци, додека Валентина е во Скопје. Јас сум самохрана мајка на дете кој не е дете, не веќе е возрастен 33 годишен и кој во ниеден момент, кога јас кажав дека ќе дојдам на инфективната клиника во Скопје, ми кажа: оди мама, помогни, ова е сепак наш народ. Тоа беа неговите зборови и секогаш имам поддршка и кога ќе кажам, мислам дека не доаѓам оваа недела, значи немам никакви во комуникацијата и во потребите проблем со тоа што тој знае со каква работам јас тука и дека сум сепак потребна на болните луѓе. Болниот во здравствениот работник ја гледа светлата точка. Тој е негов спасител, посебно сестрата која секојдневно се грижи за него. Кога знаете дека сте го дале максимумот за тие врати кога ќе влезете натре и работите со совест и грижа и љубов, тогаш секога ќе дојдете дома и покрај тоа што е толку тешко, некако осеќате морално, чувствата ви се на некој начин сте стрекни кога некој ја напушта клиниката. Пандемијата ни одзема многу роднини, пријатели, познаници, но здравствените работници мора да се силни, посебно кога знаете дека сте го дале максимумот за да помогнете на секој човек во ваква болест. Ние сме сепак здравствени работници кои работиме со срце и со љубов, како што кажав. Но кога дојдов тука и видов дека тука доктори кои работат по 24 часа, не вадат кломпи, секогаш се присутни помеѓу нас да ни помогнат, помеѓу болните, промената се гледа во тоа што ние свативме и знаеме колку треба да работиме. Медицинска сестра се раѓа, не се станува, техниките се учат и кога од почетокот, од мали години се гледате во нешто дека вие треба да помогнете на некој, во моето семејство секогаш ме учеле дека со сиромавиот и болниот човек не се игра мајтап, што би рекле по наши битолски, него помогни онолку колку што можеш и пружи една рака, така да јас сепак сум здравствен работник со срце. Оваа приказна ја завршуваме со порака. Како и во секоја војна и оваа ќе помине, дека вирусот на некој начин ќе ослабе и ќе замине. Болеста ќе остави трага во многу семејства кои ги изгубија најмилите,
но сепак хуманоста, пожртвуваноста и подадената рака на овие луѓе вечно ќе ги паметиме. Ви благодариме. Приказните за жените ќе ги раскажуваме и во иднина. Ќе се посветиме на нивната инспиративност со цел да влијаеме и мотивираме многу девојки да го следат нивниот пример. Довидување!